По свечениот собир што се одржа во пресрет на денот на востанието на македонскиот народ и националностите и ден на борецот за неговото историско значење пред се, но и за хронологијата на настаните кои му предходеле, се осврна членот на председателството на гостиварската боречка организација и председател на организацијата на војните старешини Илија Стефановски. На 11. октомври 1941 година во местноста Црвени стени е формиран Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев. Истиот ден, според однапред подготвен план, поделен на 3 групи, партизанскиот одред и диверзантските групи извршија напад врз повеќе објекти во градот, како што е бугарскиот полициски участок, затворот и телефонско-телеграфската мрежа, а на 12. октомври и Кумановскиот партизански одред действува. Со тоа одбележен е почетокот на востанието на македонскиот народ и националностите по Македонија. Тој ден македонскиот борец го искажа својот непокор и се приклучи заедно со другите југословенски народи кон големата антифашистичка борба во напорите за победа над фашизмот. Имаме свест и сила да ја понесеме одговорноста за нашиот иден развој, истакна на крајот Стефановски и им порача на младите присутни на денешниот предпразничен собир, што повеќе да го негуваат другарството, без разлика на етничката и друга припадност. Единство и слога е она што сега ни е најпотребно, нам и на Република Македонија, нагласи Стефановски. Учениците од основното училиште Гоце Делчев изведоа впечатлив рецитал, посветен на народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија, пошто на заедничката гробница на паднатите борци се положија букети цвеќе во знак на почит и сеќавање на македонските ослободители.